Добро утро, Македонија. Веќе е искаран. И тоа трикратно. Не само од мене. Триплета од таму наваму. И купи првенство и суперкуп. На моје огромно задоволство. Елена Бубало Михајловски и Атанас Михајловски са наши гости денеска. Со нив зборуваме за проширување на нивната мисија и визија за тоа дека физичката активност треба да биде начин на живот. Добро утро. Добро утро. Официјално, ја проширивте вашата мисија, вашата визија, веројатно на големо инсистирање, особено на вежбачите кај вас. Трансформиравте многу животни стилови, тоа се забележува на назад години и сега се насочувате кон децата. Колку, може некако првата нас да го прашаме, колкав предизвик се овие денешни деца, Атанас, со оглед на тоа дека дел од нив сакаат да спортуваат, дел лутаат, не може да се најдат во спорт, а родителите инсистираат да бидат во спорт, а дел и воопшто не се заинтересирани поради тоа што дигиталната ера си го направила своето. Предизвикот е огромен на сите овие нивоа кои се ги напомена, бидејќи од сите страни некако се наметнува да не спортуваме, као да не природно спортуваме, туку да бидеме затворени повеќе дома, да учиме повеќе, можеби да математика повеќе ни легне часот, па нешто да прикриеме околу физичкото образование, да кажеме во училиште, дома. Па тоа не се битни часови. Па да речеме, ајде, да не се некој навреди можеби. Дома имаме многу дистракции од типот на интернет, постојано во џеб, па не секој сака да мрда, да се движи. И самото тоа прави многу да е тешко. Голем дел има и дел што сака да спортуваат од децата, активно што баш уживаат во тоа, но да речеме добар дел и нема и е проблемот тука како нив да ги навлечеме на приказнава која што многу значи, бидејќи ако направиме навика на активен ден од дете, од мал, е многу полесно понатаму да останеш ти активен во текот на живот, па да бидеш некој здрава единка која што ќе се однесува здраво секој ден, а не само кој ќе мора и кој ќе треба. Само затоа е голем предизвикот и верувам дека полека се свестуваме околу приказнава, како ние родителите, така и децата се изложени се повеќе на вакви некои приказни и успеваме, пробуваме ние да се вложиме во истава насока, да ги колку повеќе може активираме порано, навремено, да направиме навика која што ќе остане понатаму да ги води во здрав тек на животот. Елена, што е потешко? Да му представиш на човекот дека спортувањето не значи професионален ангажман, дека физичката активност не значи прекумерно време поминато на некакви терени, во некакви теретани, вежбални, современо нели кажани теретани, дека спортувањето не значи часови и часови земени од секојдневието, или откако тоа ќе му се представи да се натера човекот да се нафати, да се движи постојано? Да, добро прашање, не ми го поставил никој. Искрено двете се тешки, ама можда првото прашање е потешко, кога треба да се објасниме зашто е сето тоа. Секој едно седнување на кафе, секој едно со пријатели, особено со оние кои што не се физички активни, некогаш дури си велам дали треба да се отвори таа тема и сега еден сат место да се прави некој муавет како сме, што сме, дека треба ние да се убедуваме зошто го правиме тоа. Но од друга страна, веќе колку пати се гледаме и цело време сето тоа расте како култура кај нас и може да се пофалиме како една заедница која што и родителите, ние секогаш го гледаме она што е неактивно, меѓутоа па ние од друга страна сме заробени со луѓе кои што се само физички активни. Ние некогаш мислиме дека па сите вежбаат, сите деца вежбаат, таа точно не е така, но сето тоа е во некоја си насока на каде што расте заинтересираноста за физичката активност и кај децата и кај возрастните. Тешко е да се објасни. Тешко е и кога знаете како некогаш ми велиме само дојдете еднаш и после целата работа е буквално завршена. Луѓето многу тешко излегуваат од комфорт зона за да дојдат, уплашени се, социјалните медиуми представуваат дека е тоа нели претешко, дека сите треба да изгледаат фит, дека сите треба да изгледаат со стомаче, дека сите нели се згодни и најзгодни на свет и сето тоа малце ги задржува наназад, ги тера назад, чекор па дали јас припаѓам таму, па јас може сама ќе отидам ќе испешачам, никој нема да ме види, меѓутоа не е кога на некого му фали мотивација, особено е важно да се приклучи на некој си групен тимски тренинг каде што тука ќе влијаат тренерите, ќе влијае околината, ќе влијае средината и веќе нели полесно ги
ќе ги натераме да вежбаат. За разлика со тоа, со децата, тука имаме сите работа, не сме ние само како тренери кои што работиме. Тука е од домашното воспитување и примерот кој што го даваат родителите за како што треба едно дете да направи, до училиштето, до околината со која што се дружиме, дали за викенд сме во кафана или сме во парк на велосипед, многу е различно. Знаете колку пати се случило да се му промениме на човек. Се го научиме од исхрана до вежбање, до сите можности му ги дадеме и на крај да разбереме и да сватиме дека проблемот е во околината. Дека ти не можеш секогаш да се бориш со пријателите, со таа околина што ти е пружена, така и со дечињата. Ако нив ги изложиме повеќе, да го гледаат сето тоа, они ќе имаат поголеми навики. Најголемата борба е внатрешната борба, кога човекот ќе разбере, кога ќе свати. Но кога ќе разбере, кога нема да јаде баклава, повеќе. Едно парче баклава, сите ти го префрлија. На 3 дена, 2 дена, колку се инаку не добро, ајде, еве сега сакам да го пофалам официјално, затоа што навистина во некои години во кои што си имаш веќе навики стекнат, особено во Кои години? Кои години? Па добро, меѓу нас има генерацијски јас. Не, јас рековме дека кратер. Кратер е. И да се одлучиш да промениш животни навики во делот на исхраната, јас ти честитам, тоа резултираше минус 13 килограми официјално и ги одржува. Елена, проблемот со баклавата, знаеш што е, од незиното трилече не пробав и сега ќе бидам изложен на тортура до следното трилече. Ете. Добро, ќе да се смени кога ќе дојдеме следниот пат. Шегата настрана, ќе зборуваме за исхраната особено за екстремно важно. Да, екстремно важна, особено за тоа вежбам и дали се ми е дозволено, но претходно која возраст е најсоодветна да се започне со спортување со физичка активност? Ве прашувам во насока на следнова. Често знам да децата мои се во основно училиште и се 3,5 години разлика, но без разлика, колкава е разликата, често слушам и од едниот и од другиот дека се ослободени од физичко. Зошто дозволено им е да не носат опрема, дозволено им е да речат не ми се вежба, зашто е едно дете, веројатно се многу повеќе деца, и имам слободен час. Во наше време тоа не беше дозволено. Дали се сеќавате? Особено кога не носиш опрема и да кажеш дека не ти се вежба денес, тоа не беше опција. Не би требало да е тоа така. Да. Ние го даваме тоа како опција да го одбере некој дали ќе сака да вежба или нема сака да вежба, и тоа само по себе ние како суштества сме да најдеме полесен пат ако можеме. Тоа не прави свесни суштества и затоа ако некој може да не вежба, зашо да вежба? Така опцијата ако стои на маса да одбереш дали би се мачил да скокаш преку коњот или би седел на клупа и би одмарал, би одмарал понекогаш, така? Ако тоа е доволно често изложено, кога зашто не одмараш, да се мачиш. Од друга страна, така не беше, точно. Никако. Сите вежбавме. Сам не е тоа многу одамна, ама кога бевме ние основно, јас кога бев основно, немаше опција да не вежбаш. А не сме толку возрастни? Не сме. Не сме далеко од тоа. Далеко од тоа и немаше. Значи не се поминати многу години од тие часови кога едноставно беше добро, не срам, меѓутоа беше чудно да не носиш опрема, да немаш чиста маичка, да немаш математика, тетрадка на математика, што беше тоа? Не може да дозволено тоа. Тука се наметнува веќе прашањето од која возраст треба децата да спортуваат. Ако во училиште тоа не е задолжително и е опција, тогаш свеста на родителите, она што Елена го зборува, што го кажа претходно дека си доаѓа од дома, свесноста на родителите дека мора детето да има физичка активност треба да биде многу поголема. Да, ние вака само треба да се внимава да не се направи преголем притисок и на родителите и кај децата. Тоа е клучно. Нели секогаш зборуваме, луѓето многу често не знаат да се измотивираат од некој муабет, туку напротив знаат да се изфрустрираат и да биде тоа ете само нивните деца вежбаат, ете само тие се најдобри и слично. Меѓутоа, од друга страна, мора да стоиме позади науката и што науката кажува за развојот на децата и дека треба да сме реални и свесни со што се случува. До 5 години нема никаква потреба да ги малтретираме децата, нели ќе речат ама моето е многу е активно, некаде да се потроши надвор, играта е главната алатка и главниот спорт на децата до 5 години, пак ќе напоменам, родителите се тие кои што се примери заедно вршат некаква физичка активност, дали е тоа пешачење, дали е тоа игра во двор, во парк и слично, точно. Од 5 години па натака децата пробуваат
што сакаат да вежбаат, нели? Нема ништо, не знаат они кој е идеалниот спорт за нив, меѓутоа ние како родители се грижиме точно како ќе го поминат денот, па ги изложуваме на различен спорт, пробуваат и слично. И секој ќе дојде моментот дека децата пробале еден спорт, втор спорт, трет спорт, не се пронаоѓаат во тие школски спортови, например, од различни причини, што од спортот што не го сака, што заради другарките, што заради тренерот и местото и слично. И има некоја празнина додека да кажеме пораснат и некако да вежбат. И ние сакавме да ја пополниме таа празнина. Значи, не се пронаоѓа во нешто, се откажале, пробале се, сакаат да бидат физички активни, доаѓаат кај нас во сала, па гледаат, па се возбудени од возрастните, па што прават, па како, и сега тоа сето да го преточиме, да можат помалите да бидат физички активни, а без тоа да спортуваат некако, да речеме, да се гледат они како професионални спортисти, затоа што и не се сите. Факт е дека не треба да ги затвараме цело време, да ги носиме во затворен простор, меѓутоа ние не може па ни да се спротивставуваме на условите во кои што живееме и на тоа што надвор ни нуди нас градот. Балансот е клучен. Апсолутно. Балансот, нивелацијата меѓу она што треба да се прави, односно она што го наметнува општеството и она што треба човекот сам од себе да го прави. Ќе зборуваме за тоа кој спорт како се избира. Женско дете од 14 години, сведок од прва рака сум, но претходно да видиме за она што зборува и колку е клучно спортувањето во развојот, имаме што велат ортопедите. Да, имаме изјава од Марина ортопедот Комненовиќ, да. Марина Комненовиќ, да видиме што вели таа. Во Македонија наутро разговараме со ортопед за важниот развој на физичкото здравје на децата. Зошто е важно децата да спортуваат во нистекот на самиот процес додека растат? Значи вака, децата е многу битно да спортуваат прво заради правилен раст и развој. Зошто? Затоа што телото од кога ќе се родат претрпува одредени промени и потребно е да се зацврсне. Многу често нас не доаѓаат родителите со прашање или негодување дека детето е премало да спортува, но тоа не е точно. Секој детенце од 4 години па нагоре треба да се бави со одреден тип на спорт, во зависност од возраста. Значи физичката активност е потребна за правилен раст и развој како на целиот мускулоскелетен систем, како и да детето да научи нови вештини. Бидејќи сега имаме еден ново време кога децата дома доаѓаат од училиште, во целодневна се и потоа само седат на компјутер или на мобилен, и за да ги спречиме тие постурални дефекти, потребно е да се бават со одреден вид на спорт. Има ли разлика помеѓу вежбите за момчиња и за девојчиња? Нема разлика во вежбите помеѓу момчиња и девојчиња, битно е да се вежба целото тело. Затоа препорачуваме спортови каде што се активираат сите мускулни групи, а тоа е пливање, гимнастика, моторички вежби, било кој спорт, кошарка, одбојка, ракомет, исто така, но и највеќе препорачуваме пливање, кој за жал кај нас моментално многу услови нема. Ви благодарам. Зборувавме полемика една семантичка, меѓутоа ќе ја разрешиме наскоро. Атанас, за тоа кога, како, што, колку децата треба да применуваат. 15 години керка ми наполни 19 пред 2 дена, не 14, да се извинам. Доаѓа девојче и ти кажува дека сака керка ти кажува дека сака да игра фудбал прво. Потоа некако се убедувате дека ќе тренира одбојка или нешто што е да не се убедувате, туку се обидувате да ја насочите, затоа што притисокот нели може да има спротивен ефект. Ајде, ви одлучувате. И на крајот доаѓа бара да тренира кикбокс. Како, Атанас, да се решиме која дисциплина да и овозможиме да ја практикува? Може да кажам мојот аспект на приказнава околу моиве што ми се дома. Ценам дека треба да ги изложиме колку може повеќе. Што значи, треба да проби карате, треба да проби фудбал, треба да проби кикбокс и одбојка и балет. Активност било каква треба да проба. Треба да најме спорт кој што потоа ќе го практикува малку посериозно. И ја не бија керка ми кочел ако сада веќе кикбокс. Не бија кочел. Ако таа најде таму убаво и се навлече на приказната и вежба 3 пати неделно и сака да на тренинг, јас ќе носам 3 пати неделно на тренинг. И треба да е така, бидејќи се друго ја ако знам дека одбојка подобро, кога ќе влечам на одбојка, па ќе се убедуваме се, абе што знам дали да не те удра, да не те... Не ценам дека тоа треба да е така. Секој за себе
индивидуа посебна и треба да најде што му фали него. И нема везе да ако сака да вежба едниот одбојка, другиот фудбал и не би требало да е по мене да е погрешно па да сега се убедуваме ние што е добро, што е лошо. И во таа насока би оставил да се најде кај што ќе се најде. Но клучна реченица во целиот одговор е да се проба се. Да. Да се пробаат сите можни опции па да се види што Да се изложи на активноста. Не може да знаеш дали сакаш ти одбојка ако не си пробал одбојка никогаш, ама не еден час. Не може од еден тренинг да знаеш дека не кеш одбојка. Не може. Се договараме. Одиме на одбојка, одиме. 3 месеца најмалку одиме на одбојка. 3 месеци. Да видиме како е тренингот, да видиме како е циклусот, како се враќа назад, како е трет месец. После 3 месеца ќе кажеме, слушај, одбојка не е за мене, ајде да пробаме кошарка. И ќе пробаме после кошарка и во рете. Не од еден тренинг. На тој начин ќе знаеме дека нешто ќе ни упали, нешто ќе фатиме, нешто ќе ни оди, нешто така. На крај малку и талент во старт, после тоа се развива во дисциплина и во Воопшто ја спомена дисциплината, да, дисциплината најважна од се. Многу тешко заклучивме дека се излегува од комфорот, но убаво е без разлика на годините да се решиме да го направиме тоа, се со цел да го подобриме животниот стил. Што со вежбањето и кај мажите и кај жените веројатно е различно ќе ве прашам. За кај жените по 40-та година, што значи вежбањето за нив? Тука може и одговорот за тоа дали е дозволено, дали смее да крива тежина, и колку и што таа значи за неа. Да, тоа е една интересна тема на која што може некогаш да дадеме малце повеќе време. Тука веќе не само што е важно, туку и морално мора, односно задолжително е да се вежба. Тој хормонски дисбаланс кој настанува, нели, со прогестеронот и естрогенот кои што си играат како сакаат во телото и ние не знаеме денеска дали сме расположени, дали ни е топло. Не знаете. Не Дали знаете. Никој не цел знае. живота Никој нека не знае. после 40-та година. не беше договорено не знаете. Задршката, вишок на масти во телото, борбата на жената, психолошкиот момент, задолжително е вежбањето. Има различни научни истражувања, меѓутоа едните ако ги распределиме физичките активности, со што да се почне кога би се мислеле, на прво секад ќе стои јогата како нешто што го смирува мозокот и телото. Значи како тренинг кој што нив во тој момент им е потребен, а како втора опција стои силовиот тренинг. Заради тоа што во тој случај нагло губиме коскената маса, мускулната маса, колагеното, телото и слично и ние мора да најдеме начин како не да ги обновиме, просто нели да ги задржиме и да го успориме процесот на губење на мускулната маса, на коскената маса, односно на телото, кое што е многу важно. Тоа го правиме само доколку вежбаме силови тренинзи, односно со стимул од надвор. Многу често кога ќе се кажат силови тренинзи, тежински или маса тренинзи, сега да тркаламе гуми од трактори, чуда или дека треба да се кренат 100 килограми. И тоа е многу индивидуална работа. Не може да генерализираме. Може за некого тоа се 10 килограми, за некого се 20 килограми, за некого сепак ќе бидат 80 килограми. Како индивидуа, кој ќе дојде да вежба, ние само треба да дадеме надворешен стимул со кој што ќе го стимулираме мускулот да работи под оптеретување. Потребата е иста. Колку ќе биде, интензитетот е различен само. Дали ќе биде дете, дали ќе биде некој што е во пик перформанс или е во најаките период на живот или е во фаза која веќе телото дегенерира и се распаѓа буквално со тек на време и зависи колку ќе му дадеме стимул по интензитет, не по начин. Начинот мора да го задржиме истиот. Ние мора да имаме мускулна работа, па тој да се адаптира, па тој се одржува. Движењата се тие. Да, може да кај измислиме вас забележувам и повозрастни господи. Да. Добро, Веќе во подминати години. Па да, наш 67 години ни е член исто најстар како што човекот учи додека е жив, човекот треба да вежба додека е жив. Тоа е основната. Значи тоа е чекорот, меѓутоа понекогаш кога ќе дојде проблемот на 40 години, луѓето некогаш бараат секакви решенија, најнакрај им текнува дека можда само со една физичка активност и со еден час во текот на денот посветено за себе, дека може да направат многу големи промени, многу полесно да го помина тој процес. Тој е неминовен и секаде е различен, нели, како индивидуалност. Меѓутоа, вежбањето, особено вежбањето на силовите тренинзи, и како може да го подобри тој циклус. Елена, кога зборуваме за силовите тренинзи, да им објасниме на луѓето дека мускулите, ако се подложни на стрес,
по наводници стрес, тоа е позитивен стрес, дека тие согоруваат масти и кога мируваме и да им се објасни на дамите дека не можат да бидат да изградат така лесно со нивното ниво на тестостерон, дека не можат да изградат толкави мускули, дека ако креваат тегови нема да се направат бодибилдерки. Ќе се направат ако сакаат да бидат бодибилдерки. Тоа е сосема друга стимуланси. Така и друга програма е комплетно и слично. Меѓутоа од друга страна нас точно ни требаат мускулната маса на телото, затоа што самиот базален метаболизам така го креваме, го покачуваме и еве може едно испитување да се направи човек што има помал или поголема мускулна маса, зависи се текот денот како го поминува, самите мускули апсолутно трошат повеќе за нив народски кажано калории во телото, што исто така работа, така и тоа е многу важно кога секогаш кога имаме кардиотренинг некој, еднаш во неделата се случува во програмата, а се другото е силови поделени според фокусирани на различни групи. И кога тоа е кардиотренингот, таа енергија он што им го дава, они се чувствуваат дека извежбале, дека се потрошиле од нив, тоа е нормално и природно и мислат дека само со такви тренинзи, каде што ќе падне кило пот, каде што ќе се црвенат најмногу на свет, дека само тој тренинг, тоа е едно моментално чувство и моментално работи телото. После тоа генерално застанува и продолжува со денот. Кога работиме со тежина, може во моментот не чувствуваа таков напор, но така е. Телото после работи и троши, така има ефект следните 24 часа и работи. Тоа е некоја наука, докажано, нормално и некогаш е фер да не послушаат, да кажеме, а никој нема да направи така брзо, така лесно да се правеа мускули. Ќе беше многу убаво. Мислам, ќе бевме сите најздрави на свет, затоа што првите болки во грбот настануваат кога немаме мускулатура. Така. Да, и се чувствува веднаш, еве тоа од искуство и по првиот месец се чувствува мирен сон и без болки во грбот и кичмата и така натаму. Што е со мажите? Ако кај жените ние имаме периоди кои што ги поминуваме и тогаш е препорачано и треба да се приминува физичка активност, што е кај мажите? Веројатно и поголеми имаат умствен, психички притисок, работа. Како тие годините на старење треба да ги поминуваат во тренинг, Технички делот со хормоните долу горе е приближно, и тие се менуваат со тек на годините, не толку агресивно како кај жените и така долу горе, туку некоја нормален тек имаат на опаѓање на хормони, кои што исто така сам по себе наметнува потреба од адаптација на тренингот со тек на време. Во праимот, кога сме до 30, да кажеме 25 до 30 години, тоа се чувства, се смета како врвот на физичката подготвеност на телото кој што може да го имаме во текот на нашиот живот, тогаш има едни потреби, тогаш бара меѓу другото и високи аеробни системи да работат, да може да се адаптираат целиот крвоток, не само мускулатурата и слично, но како оди понатаму истава приказна, исто се наметнува потребата од силов тренинг за адаптација на мускулатурата, кој што исто ќе помогне за задржување. Има ли разлика голема од Нема. тренизите? Нема. Технички нема. Само иницијатот, освен ова приказна што е околу. Колегата Ване Трајков би требало да е подготвен. Младите фитнесот и здравието, мода или потреба, ќе го бараме колегата Трајков од Струмица. Треба да ја видиме и да го слушнеме и Мартин Коцев, наставник по спорт и фитнес инструктор. Ване, добро утро уште еднаш. Колку пати седмично, неделно, дневно вежбаш и какви вежби практикуваш ако вежбаш? Добро утро, Ване. Добро утро, вежбам оние кои што се потребни за дискус хернија, теретана и фитнес многу поретко, пешачам речиси секој ден некаде по околу 10 километри. Реков, многу малку или воопшто не одам, барем во последните 2-3 години во теретани и фитнес салони. Не дека не ги препорачувам, но тоа е лично од мој аспект. Во Струмица и регионот дефинитивно во тренд е одењето во фитнес центрите и теретаните едноставно за пред се за да имаат фит тело. Иако инструкторите велат дека
потребно е пред се да се посетуваат и да се одат редовно на вежбање заради физичката кондиција и физичката активност, а како шлак на тортата ќе дојде и доброто обликувано тело. Колку младите треба да практикуваат одење по фитнес центрите и теретаните и впрочем колку се потребни инструкторите на самиот почеток на овој процес. Посетивме еден струмички фитнес центар, разговаравме со Мартин Коцев, кој што е професор по физичка култура, воедно и фитнес инструктор, кој што е фокусиран на работа со млади, зашто се бара и согласно со родителите, посебно доколку се малолетници. Да го слушаме разговор. Ограничувањето не се токму поврзани со годишната возраст. Повеќе би кажал дека е со желбата. Секако тие, ако се под 18 годишна возраст, бараме согласност од родителите, па настапуваме потоа со вежбање, физичката активност која тие ја преферираат или сакаат да ја посетуваат, се до над 18 веќе на своја одговорност доаѓаат тука со полнолетството. Други ограничувања немам конкретно. Дали разговарате пред да се почне некој почетник? Еве младо лице кој што сака да дојде, дали разговарате како да го почне се до тој процес? Па да. Првите разговори се водат во правец на тоа која е нивната желба, во всушност дали тие сакат да ја намалат својата телесна килажа или да ја зголемат, потоа во тоа дали имаат некои ограничувања од повреди или нешто слично, дали имаат консултација претходно направена со лекар, па се до тоа колку пати би го посетувале фитнес центарот во текот на една седмица и така. Потоа се почнува веќе со програма која е индивидуализирана за нив и така. Како да се почне? Имате ли специјална програма за почетници? На што треба да се внимава на почеток? Да, во почетокот би рекол дека најбитно е да се внимава на техниката на изведување на вежбите, со оглед на тоа да не дојде до некој дисбаланс на телото. Значи во почетокот најголемиот фокус преферираме да биде на правилна техника на изведување на вежбите, со тоа потоа следува волуменот, интензитетот, колку пати неделно и така. Сите алудираат на вакви фитнес или теретани, пред се мораме да признаеме Коцев за добро тело. Дали тоа е суштината, да се има добро тело или пак да се задржи физичката активност? Па јас би рекол дека добриот изглед, доброто тело доаѓа како резултат, како цена и награда на крај. Претходно има поголем број на бенефити кои доаѓаат од овој вид на тренинзи. Би рекол менталното здравје, исто така го ставаме во акцент во последно време, физичката кондиција нормално, со тоа доаѓа и до полесно да ги совладуваме дневните наши обврски и на крај, како награда, како што рековме, и физичкиот изглед. Која е улогата и колкава е улогата на инструкторите кои што се заедно со сите оние кои што се посетители во еден ваков фитнес центар? Па би рекол дека е од суштинско значење улогата на фитнес тренерот, со тоа што тоа можеби на некој од клиентите и е прво патување во фитнес водите, да ги наречам така, па би рекол дека има голема улога да го представи овој свет како еден свет кој треба да ни стане навика, секојдневно животот и животните навики да ги насочиме тука, па со тоа и да си го олеснеме другиот делоци кои не вијат. Коцев, јас сум почетник. Кои се оние први справи да почнам да тренирам овде во фитнес пулс центарот во Струмица и кои справи понатаму треба да ги практикувам? Да, како за почетник, јас како фитнес инструктор би ги препорачал повеќе зглобните вежби да се изработуваат со цел да се опфати поголем дел од телото, а со тоа како напредуваме, доаѓаме и до овие изолациони вежби за одредена група на мускули. Колку пати неделно треба да бидам овде активен? Па би рекол 3 пати минимално, се до тоа ако имаме поголеми амбиции малце, можеме и до 5 пати неделно, слободно. Преферирате наутро, на пладне или навечер? Па со оглед на сегашното време, со колку обврски, наутро. Тоа беше Мартин Коцев, кој што смета дека вежбањето треба да стане животна навика. Сите оние кои што се почетници, тоа да го прават
односно под водство на инструктори кои што се специјализирани за таа работа. Студио. Благодариме, Ване. Треба да бидеме концизни и кратки. Професионалните спортисти на кусоно рекреативците, кога ќе престанат да спортуваат, а веќе влегле во една благосостојба од спортот, што потоа? Зошто толку повреди на телото? Да, различно е кога станува збор за професионалци и за рекреативци. Нормално дека кај професионалниот спорт самиот по себе си носи проблеми на телото кои што се изложува и е цело време под стрес и истрошеност, точно, може туката нас повеќе да каже. Ајде, надоврзи се ти за одвоени ситуации се. Професионалниот спорт е и прикладна која што бара од самите атлети кои што го практикуваат тој спорт да се во сезона на својот максимум, како што и дале перформанс, максимум за тоа што го прават како спорт. Сега, тој перформанс на максимум сезона во сезона, тој не е неограничен, не може да го правиш тоа цел живот, бидејќи се троши телото на тој максимум. За разлика од рекреативниот спорт, кај што ние спортуваме за да бидеме подобри надвор од тренингот, а не за на утакмица кој ќе дојде да се такмичиме. Сега, после делот на кариерата што е професионален, застанува со тој тренинг таков агресивен и телото веќе ги јавува аномалиите кои што се појавиле во текот на сезоната која што вежба тој спортист. Сега има потреба понатаму да се тоа се внимателно проложи, да може да си биде, нели, да остане колку што е може поздрав после таа негова сезона. За рекреативниот спорт е сосема поразлично. Ние од друг аспект вежбаме. Тој нашиот рекреативен фитнес го правиме за да видиме ние подобар дел надвор од тренингот, да бидеме подобри, поздрави колку што можеме подолго низ годините, а не за сезонава само оваа година. Ние немаме сезона. Ние сакаме да бутнеме границава колку ќе бидеме активни во текот на нашиот живот. Дали ќе седнеме во количка на 50 или на 70. Така, дали толку. Тоа го сакаме, тоа не нас. Ако ќе прекинат, пошто беше од Јована, нели, прашањето на крајот впрочем, тогаш ги гледаат бенефитите кои што не ги виделе. Луѓето многу често почнуваат да вежбаат заради изгледот, нели? А прво ги осеќаат оние придобивки кои што ги дава вежбањето, меѓутоа не се свесни. Она не е свесна дека е повесела заради тренингот, порасположена, дека денот е поорганизиран, спијат по сонот. Многу се допаѓа што во женско лице се обраќа. Добро, да, така ми обраќањето публиката, а тебе те гледам. Да. Сега кога ќе престане да вежба еден рекреативец, прво што ќе почувствува не е дека за една недела ќе направи некоја промена на физичкиот изглед. Апсолутно не, затоа што нешто што се правило подолго тоа и подолго трае. Ама тие придобивки кои што можда не сме ги ни приметиле додека ги имаме, додека вежбаме, одма се чувствуваат од неквалитетен сон, неред во денот, помалку енергија во текот на денот, болки во грбот, нормално, затоа болките во вратот, тоа ни го прави и овој век каде што нели минимум 8 часа се седи, па не е само тоа, тоа е само на работа, а новите истражувања и самата позиција од телефонот, само што дома седиме и скроламе, исто така си влијае на вратните, рбетните пршљања, со сето тоа, нели, на крајот секакви диагнози, за кои што секогаш им викам да не се плашат, него најглавното решение е дека треба да вежбаат без разлика. Така убаво што го кажува. Да, многу се плашат луѓето кога имаме таков проблем. Освен тоа што треба да вежбаат, едно од круцијалните прашања, е исхраната. Дали ако некој спортува редовно, може да си дозволи да консумира што сака? Што сака. Да. Дали се поврзува еден ден кога јаде што сака? Тоа се поврзува најчесто со изгледот. Сум многу против тоа, што сакам да јадам. Јас сакам да го нахранам моето тело. Едно е што јадам, едно е што од тоа ќе го нахрани моето тело. И јас имам клетки во телото кои што треба да ги нахранам за тие правилно да функционираат и да испраќаат информации во телото за да бидам здрава. Значи задоволуваме различни сетила, нели? Со тоа што сакаме и со тоа што треба да го. Така е, значи ако ние дали сме или не сме, ќе те молам да не бидеме само двете во право. Не смее да се јаде. Ако го нахраниме телото правилно, не е никаков проблем, 20%, да, правилно за да функционира правилно, за да биде здраво. 80%, па 20% нека биде задоволството што сакаме во текот на денот. Секогаш се водиме некоја таа процентуална застапеност, не 80% се грижам што ќе внесам зашто е потребно, не затоа што јас сакам, не сакам, некој сака, тој сака. Тоа е само за начин во тоа да уживаш, и ако можеби не ти е најубава брокола да јадеш, ама најдеш начин да го
конзумираш тоа како така, бидејќи ти треба, стварно ти треба. Треба да сватиш дека ти треба и дека е тоа кога правиме излет од типот на тие 20%, треба да сме многу свесни дека е излет. Да не стане тие 20, 30, 45, 65% клизна работа. Тука клизна во што? Клизна и во... Отиде во негрижата на вие, во тоа и на Џабе трудот. Многу сме изложени на токсини во телото. На секакви токсини од воздухот до сите препарати што ги користиме на нашето тело, кој што е орган и е најголем, кожата најголем орган и се внесуваме до храната. Треба да се уплашиме, буквално да се уплашиме што се му внесуваме внатре, што од надвор во телото, а он се мачи сето тоа да го преработи. Токсини до токсини, обкружени сме со сето тоа и на крај ако тоа мене не ме мотивира дека ова ќе речам не, ова е доста и дека ќе пробам малку да внесам посирова храна која што исто така не е веќе квалитетна како што била, тоа е едно освестување на нашето тело и ум и од нас зависи апсолутно. А никој не забранува ништо што треба. Кој на кого би забранил дека нешто треба да се јаде? Сам и на децата, себе. и децата не е дека нели ќе речеме мали се, може често сака да изгледа супер ќе изгледа. Дали го храниме правилно системот на тоа дете. За денеска во годините ќе се одрази тоа. Знаете како, од денес имам шеќер. Немаш од денес шеќер. Тоа е нешто што си го правил претходните 20 години. Само системот сега откажува и сега на резултатот ти го добиваш, шеќерот го земав како пример или некој друг параметар кој што кажуваме дека тој не е од вчера. Денеска бев ме прегледа, крв ми зема, имам вика од денес, не е од денес. А не ми беше ништо од вчера. До вчера вика ништо не ми беше. Елена, ти благодарам како го заврши разговорот. Елена, јата нас почесто да ни доаѓате. Неисцрпни се темите. Благодариме што бевте тука заедно со нас, ви посакуваме отворен пат за сите предизвици кои што ќе бидат пред вас и кои што самите си ги создавате, се разбира за наше добро. Да. Фала, благодарам на поканата.